Јас, навистина, сакам само да ве подсетам за една работа. Знаете, во буџетот за 2022 година имаше 30 милиони евра предвидени за зелена агенда, ако памтите, за кои пари немаше донесено програма и план како истите ќе се трошат. Да истите после тоа се пренаменуваат за она работење кое ви го спомнав, нетранспарентно, непрофесионално, поврзано со производството на електрична енергија. Дали е исправно сето ова или не е исправно, верувам дека со тек на време може би оваа тема, бидејќи е ова еден прв поинаков амандман предложен од моја страна, ќе ве заинтересира и ќе почнете да истражувате. Заради тоа што? И во општина Бутел има еден ваков сличен пример, каде во непосредна близина на далновод е изградена стамбена зграда. Знаете, рефлексијата на сето она што се емитира при трансмисија на електрична енергија низ далноводот штетно влијае на човековото здравје. Дали овие државни фирми имаат средства за да го покријат ова што јас го предлагам и што е еден поинаков чекор на превземање на работите, сите сме сведоци дека немаат ни можност, нит капацитет да го направат тоа, заради тоа што, пак, непрофесионално, нетранспарентно, криминално се работи во сите овие фирми државни кои се поврзани со производство, дистрибуција на електрична енергија. Информирајте се, верувам дека е ова добар почеток, темата е таа, убаво е да го поддржите овој амандман, да почне да се размислува малку поинаку за заштита на животната средина и заштита на луѓето. Ви благодарам.